Ајде, здраво живо на сите. Еве, емисија ја правам директно на фан страната на Психоманија. Морам така затоа што пред некој ден имав, да кажем, хакерски напад. Ми го нападнаа профилот и морав да едноставно морав да го слободам малце мојот профил, за да можам да функционирам, да не случајно повторно ми направат алаш вериш. Ова е Психоманија 10. Значи прва сезона, 10-та емисија. Денеска општа е темата. Значи не планирам ништо да специфично да споделам со вас, затоа што и нема што специфично да се сподели, освен она видеото што денеска што го објавив со велосипедистот, кој што во буквална смисла излетува од жбун и директно рипа на кол. Така да, еве сега пробувам да го шерувам и кај мене на профил ова како видео, за да може полесно да комуницираме, полесно да се гледаме. Велосипедистот, како што можеше да се види, човекот си врти најнормално по улица и одеднашка буквално од жбун излетува велосипед и директно на хауба, на пешачки премин. Човекот да немаше камера на колада, ќе си одговараше како за човек. Затоа што немаше да има можност да докаже дека не е виновен за сообраќајката и дека едноставно овој, ајде да го кажам, будалата излетуе од жбуњето, од живата ограда и директно на кола му удира. Поздрав до Гоце Касаповски. Да, секој Гоце Касаповски вика истрај, секој од нас има душмани, па и ти. Никој ништо не ни може. Точно никој ништо не ни може, затоа што едноставно сум ги ставил сите можни заштити на Фејсбукот. Имам контакт директно со канцеларијата на Фејсбукот Белград, преку кој што го пријавив нападот, додека траеше нападот, и со дечките заедно го заштитивме профилот, иако нападот, да кажем, беше малце пообилен, затоа и траеше некои 6-7-8 сата од прилика, каде што
Јас работе се они што ми кажуваа таму дека треба да направам. И успеавме да го заштитиме профилот. Еве, шерував и кај мене на ѕид. Се надевам дека ајде да пробам нешто друго вака. Затоа што гледам дека само линкот е споделен. Малце со подзастарена технологија сум во моментов. Толку имам на располагање јас со мојот рекет, со парите што ги добивам од рекетот, што ги рекетирам, толку можам да си дозволам за да си правам емисија со еден компјутер Дедо Ное што го возел на арката. Поздрав, Танкери, до тебе, да си ми жив и здрав. Фала што ме гледаш. Поздрав и до Васе, од моје мало. Значи, ајде додека да се снајдам овдека со техника малце спора. Значи, може да контактираме на телефон 071-258-487. Ве повикувам и здраво, Бранкица. Ве повикувам да се јавите, затоа што имам обезбедено поклони за тие што ќе се јават. Купив така интересни работи. Кога бев во Швајцарија пред месец дена од прилика, ево вака, еден пријател кој што сакаше да ми помогне, ми даде 100 франака и од тие 100 франака јас планирам да купувам вакви подароци кои што ќе ги делам на скоро секој еден што ќе се јави кај мене во емисија. Ова е желка која што кај кинезите представува тој што ја има као желката дома, му носи среќа, пари и долг живот, бидејќи желката е животно кое што има долг живот, и една жаба, еве, овдека во жабата се става паричка, за да се знае дека треба да носи пари во куќата. Значи, исто кај кинезите, ова се јуани овдека, доле, еве ги. Кај кинезите исто жабава, еве, тука може да се види дека ги носи парите фактички во куќата. Среќата и парите. Затоа, значи, јавете се на 071-258-487, дали на Вибер, дали на обичен телефон, нема везе. Така да емисијава ќе правиме лабава, да биде. Жабчето колку е високо? Жабчето, еве го. Значи, еве вака, еве маус, еве вака. Да видиш колку е, да имаш представа колкаво е жабче. Така да, Бранкица, ти што не се јавиш, бе? Јави се и ти го дам жабчево одма. Горан Крстев, значи, ова ми е 10-та емисија. Така да, емисијата како емисија правам баш од таа причина за да можем да
ги пласирам оние информации кои што јас ги добивам и за кои што не мора да објаснувам на колегиум од каде ми се, како ми се, зашто ми се, дали имаат покритие, дали немаат покритие. Туку едноставно, како што сум ги добил информациите, така да ви ги пласирам и јас на вас. Бидејќи за тие информации, за моите извори, едноставно, како да ви обяснам, моите извори се лично мои извори и тие извори не можам да ги откријам за да не може и друг да пие вода од тие извори. Значи не може и друг да црпи информации од тие мои извори. Бранкица, другиот број со телефонот кај што е другиот број го правам лајвот. Значи не се снимам од камера, се снимам со телефон. Затоа што во моментов немам техника како би го уклучил камерчето, камерата моја, како би ја уклучил за да можам да стримам на Facebook име. Значи, бројот ќе ти го повторам, 071 258 487. Така да, Бранкица, можеш слободно да се јавиш на овој број. Значи, застанав кај велосипедот, кој што му излета на човекот и со таа снимка сакам да покажам, да докажам на сите оние со кои што имам разговарано во врска со донесување на закон, како што е во повеќе нормални држави во светот, во кола, секој во кола да има камера и да го снима возењето. Затоа што никогаш не се знае што ќе се случи при возење. Значи, буквално може вака како овој со точаков да ти излета некој, да го убиеш и после тоа едноставно да одговараш како за човек. Еве се јавува. Ало? Ало? Добро вечер, Бранче. Директно во емисија си вклучена. Аха. Да, и можеш да ме слушаш на телефон, пошто ако ме слушаш преку емисијата, каснам 30 секунди. Аха, во тоа ми се повторува така. Така. Добре. Арно, ете си правам емисија. Те следам. Да, почнувам полека да... Барем ти си ми веродостојна информација, откерам. Епа, фала ти, Бранче, пошто се трудам колку што може максимално. Знам ја ти секоја си подрска со много тебе за било што и за протести, секоја си бил покрај нас. И ти рекно логинот и секоја со камерата. Точно, и со камера и без камера сум директно во огинот за да ги соберам информациите. Да, ја викам ретко искрен човек како тебе. Да, фала ти. Што не дава, на некој не му одговара кога ние ја зборувам вистината, па да предам ми те виката. Па на повеќе не им одговара вистината. Да. Кога слушаат вистината за некој друг, тогаш им одговара, тогаш е супер, тогаш ми викаат браво психо цар си. Да. Ама кога ќе почнам да ја кажувам вистината за нив, не за нив како човек, него како група на истомисленици или политички, да кажеме, овако, тогаш не чини. Тогаш не сум требал сега да кажувам, не било време. Ама ја, ако то знам ти, секој имаше тој стап и ја, кога зборат на паја, сега иде, како иде времето, сега иде да управо сте биле. Да, ама управо сте биле, ама не треба да зборите така. Ама не треба да се зборе, да. Мајгата. Па кај да збориме? Кај што се молтри? Да, значи само едни може да зборат, други не може да зборат. Да. Едни може да пласират. Да.
па се, како? Само вистината плескање. Тачно, абе, Да. затоа ја правам емисијата, едноставно за да можам да ги разобличам некои работи. Да не може да ја кажуваат вистината на 16 начини. Демек, имало многу вистини. Нема многу вистини, вистината е една. Една. Ова не може да биде друга боја, ова не може да биде друга боја освен црвена. Така. И Да. вистината е дека е црвена бојата. Точно, да. Така. Добро, ние си знаеме кој како што и така да па ти не им многу замерувам тоа, ајде. Не се многу, почна да се освестуваат што ми е драго, увидуваат што е како е и така да им се намалува бројка, ја гледам и на Твитер и вака, се свестат луѓето полека. Па не само што се свестат луѓето, туку и ботовите на Твитер што се веќе почнуваат да едноставно да избегаваат да коментираат со поедини луѓе, како мене, Да. затоа што знаат дека јас ја знам поише вистината и дека едноставно не може да искочат на крај. А јас знаеш што тие некои светни послушници, ја викам кони, она област кој Да. И ово е новиот профил ми е. И затоа само тебе ти имам, што си критичар. Јас сакам критичар и знаеш, некој рекол, кога си на факултет, само се заборев, вели, критикувај, критиката го движи општеството напред. Точно, некој критиката ја сваќаат и лично Така. и мислат дека вистината не мислат, они се убедени дека ако им ја кажеш вистината, со тоа ги навредуваш. Сиго, јас ти знаеш, направиле мојот председателство на Сдружение на лица за попеченост и јас сум много критики, ама кои ќе ми критикуват, ја викам чека, ајде сега да видам кај е грешка, значи. Чиме критикуваат има нешто? У критиката сум гледала као коректор. Тачно. Секоја критика си ја сваќам ко добронамерно, значи нешто не било во ред, нешто сум направила лошо или не требало така. Ајде се враќам на шините повторно. Ајде видиме каде е грешката. Ева, тоа е Да, и ти поразговараш кај е грешката, другари, што направивме, браќа, сестри. Тоа е. Епа, да, ама има некој што мисли дека е само он паметен и другите мора да прават како он што им каже. Знаете, тоа се ликови Испрустрирани ликови од детство кои што сега лечат фрустрација. Така, така. Јас така. Инаку добар ли си не онака? Бери ќатвар сам, чувај Боже од Петар. Да ти кажам, но си бркам навака натака. Така да... Можено дека некојаш, не знам дали има опција, гледам има на ова за додавање као гостин некој. Може да некоја една тема да разработиме за лица со попреченост. Може у секое време. У секое време. Кога сакаш, може да се видиме, да дојдам јас, не дека кај што си ти овакво, и да ја правиме емисијата од кај тебе во живо. Важи, не е проблем. Вие сем драг гостин, да знаеш. Баш ми е мило. Иначе, пошто еве се јави, тебе ти се свиѓа Жапчево? Жапчето, имам она зелката, имам жапчето ми се свиѓа. Ти го добиваш жапчето, Бранси, и ти го донесам лично. Така, здраве, ќе се договориме и така ќе се седнеме и емисијата која ќе правиме, па тоа ќе ми го донесе жапчето. Важи. Видат лайф, ќе каите, ми го донесе жапчето. Важи, Бранси. Окей. Така, ти посакувам успех, ќе следам, и на психоманијата следам, ти посакувам успех, и чуј се, брат, се глава горе и тоа е. Нема молчење. Точно, така е. Бранси, фала ти многу, фала што ме следиш и што ми веруваш. Така, ова бројчево ти е само за емисијава, така? Да, ова бројче е за емисијата. Специјално земено, за да има контакт, да можем да ја правам контакт на емисијата. Па, на овој другиот сезон, кога не ми случи, ова ќе го... На оно ми веќе психо, ќе пишам психоманија. Така. Да, да знам. Така, си зајде се следам продолжи
и успех. Ајде, Фала многу. Чао. ајде, чао, поздрав. Ете, Бранси ми се јави, фала Бранси што се јави. Еве го и Касап од Малта ме поздравува, здраво Касап, да си ми жив и здрав. Човекот кој што стварно гледа да ми помогне колку може и како може. Барем во најмала рака е човекот кој што ги шерува моите емисии по групи, за да може да ме гледаат повеќе луѓе и повеќе луѓе да ја слушнат вистината. Дојдов до уште една информација денеска која што сакав да ја пласирам. Се работи за еден детски хор во Велес, кој што има добиено многу награди, на многу надпревари, се бори сам, значи диригентката што е со хорот во Велес, сама се бори. Така да информацијата комплетна ќе ја пласирам најверојатно или во следната емисија или за Богородица здравје Боже. Бидејќи се случува една работа која што по моје мислење не би требало да се случува, особено не со таков хор кој што дури и пее во црква. Значи во Велес во црквата детскиот глас се слуша на литургија. Тоа значи дека, како што би се рекло верски, ангелите пеат. Арсо Василев, поздрав и до тебе. Еви Спасе ме поздравува, здраво комшија, ова програма со почит. Фала Спасе. Повели, јави се да може да се направиме комшиски муавет. Денеска, ви кажем, малце ја закаснив емисијата од проста причина што техникава додека поврзам, додека ја направам, башка лаптопот ми е, као што кажев, од дедо Ное што го возел на арката на времето, па му треба буквално гурка за да запали како југо. Се изгубив се и забравив како го планирав концептот на емисијава за денеска. Што да ви зборам, почнав со велосипедистот. Тане вика брату, немарни се и пешаците и велосипедистите, не се виновни само шоферите со возила. Да, Тане, не се виновни, тоа сакам и јас да го докажам. Бидејќи во последно време сите вести кои што ни се пласираат и на нас како новинари за да ги пласираме, е дека во 90% од случаите единствени виновници се возачите на автомобили. Удриле пешак на пешачки, удриле велосипед на пешачки, бил удрен, згазен мотоциклист, а никој не кажува на кој начин возат мотоциклите, например, во Скопје. Како мотоциклист вози во средна лента или во крајна лева лента. Кога по сите правила на сообраќај, мотоциклистот да е рамноправен учесник во сообраќајот, ама неговото место, ако нема обележано каде да вози, тогаш треба да вози во крајната десна лента. Во крајната десна лента, на крај од десната лента. А не да се врти низ булеварот по сите три ленти. И да пресекуе на коли, демек он е со моторче, па може он меѓу колите да пројде. Да, може да пројде меѓу колите до семафорот. Или на семафор ако е црвено светло. Но додека се вози, додека се одвива сообраќајот, тука мора да ја држи крајната десна лента. По правило на сообраќајот, без разлика што е рамноправен учесник во сообраќајот. Истото важи за велосипедите,
И истото важи за пешаци. Не може од друга страна, ја барем кога у школа, додека бев мало детенце, додека бев мал и умен, мене у школа у прво оделение ме учеа дека кога ќе застанам на пешачки, погледнувам лево, погледнувам десно, и ако нема возила, тогаш ја претрчувам улицата. Значи, не да ја одам полека преку улица, туку ја претрчувам улица. Ја не можам да ги разберам многу често, например, кој ќе го видам, или ќе ја видам, оди на пешачки како манекен. И му викам, добро, помрдни малце, може би не можам да закочам. Па ако не можеш да закочиш, зашто возиш? Па од каде да знам јас дека ќе ми откажат кочница? Кога сум тргнал, било уреду колата. Секоја една кола е машина, а секоја машина е мачка во вреќа, никогаш не знаеш кога ќе откаже. Без разлика дали е нова или е стара колата. И 90% од тие таквите викаат, па добро па ти ќе одговараш. Па што ако јас одговарам? И да одговарам, например, ако го удрам некој со кола и го убијам, што ако јас одговарам? Ќе отидам у затвор, ќе го одлежам у затвор, ќе искочам од затвор, голема работа. А он од гроб ќе искочи ли? Или не дај Боже, од инвалидска количка ќе стане ли? И кој има повише штета? Јас или тој? Значи, правилата си се правила, сообраќајот се сообраќај, но секој треба да ги почитува правилата на сообраќај. Да, Спасе ми пише, века, еден пример денеска што му се случил, се спуштал од припорот до згора и си возил човекот со нормална брзина колку што е дозволено, со 40 на саат, и би 50 нека возел. И на ретровизорот, пишува на ретровизор, гледам еден со точак, абе ме претица како метак. И си викам, овој е луд човек, не дај Боже куче или маче да му претрча, ќе загине на лице место. Точно. Значи, он колку и да е спретен возач, колку и да е добар возач, ако му излета куче, абе не дај Боже, еве ти возиш, тебе да ти искочи куче, ќе закочи. Куче, маче, не мора човек да излета. Махинално ќе притиснеш та кочница, ќе се забие у теб. Ја не знам, во ред е да се правиш мангуп или не знам што, да брзаш. Ама во секој случај не можеш да мора, едноставно мора да размислуваш бе човек. Во секој случај својот живот го ставаат на коцка. Како пак ќе го повторам, видеоно што го покажав. Од мангупирање излето е од преку жвуни право на кола. Браво! И да немаше човек од камера на колата, ќе одговараше како за човек. Затоа што на пешачки удрил велосипедист. Има пешачки, има велосипед испрлен и човеков лежи на земја. И кога ќе дојде полиција, како ќе докажеш, ако немаш камера во кола, како човеков што имал, како ќе докажеш дека он изрипал од жбун? Буквално од жбун. Од жива ограда. Да, Бранкица е она настрадала од сообраќајна несреќа и сега е во количка. Ама тоа е буквално од невнимание. Бранкица колку и да внимавала, ако другиот не внимавал, се случило е ова што и се случило.
Спасиве да ме поканиш да дојдам на гости во Македонски Брод за празникот Пречиста. Таму е славам славата. Покани ме, со задоволство ќе дојдам. И од таму ќе правам емисија, директно. Директно ќе се вклучам во лајв на Facebook. Така да, Спасе, ова го рачунам како покана или ќе ми пишеш дали точно ме каниш. Ево веќе 30 минути ја правам емисијата. Ја посветив, сакајќи не сакајќи, ја посветив на сообраќајот и сообраќајните правила. Се мислам наискрено дали да повикам на протест, поточно не може да е протест. Ја би рекол да повикам на луѓето да се собереме некако и да побараме, значи од МВР, да побараме од собранието да се донесе закон за автомобилите да мора да имаат камера на шофершевно. Да не може да се регистрира колата ако немаш камера. Камерите не се скапи, ако веќе имаш пари да ја возиш колата со 1 евро литар гориво, зборам за плин, ако ја возиш на плин, или 2 евра ако возиш бензин или нафта. Значи, ако веќе ги имаш тие пари, 20 евра за една камера да ставиш у кола, мислам дека нема да ти прават штета. Или многу да ти зависат. Тоа ти се 20 литра гориво еден ден. Значката ми е лично дадена од председателот на Македонското здружение Илинден од Тирана, од Никола, така да во оваа прилика и поздрав до него. И таа значка, како и панделкава што ја направив, едноставно каде што одам јас, таму одат и ти. Панделката реков дека ќе ја носам се додека не се врати името Република Македонија. Важи, Бранси, ме оставаш во искушение да чекам до утре. Еве го, Никола веднаш се јави. Никола, во секое време поздрав до тебе, затоа што си еден од ретките искрени патриоти кои што буквално со сето срце и сета душа работат за Македонија, особено за македонците во Албанија. И така. Така да значкава, како што ти кажав, таа од мене нема да се тргне. Види, на шоферите, џабе да тоа со флаери делење на шоферите, Бранкица, мислам дека е малце изживеана работа, затоа што секој еден и да го земе флаерот, ќе го згужва, ќе го фрли. А не сме да бараме од шоферите да стават камера, затоа што во моментов не сме да имаат камера на овакво, наводно заради законот за заштита на лични податоци. Мада со таа камера не се повредува законот за лични податоци од проста причина што
таа камера снима општо. Не снима никого специјално за да му ги загрози правата за снимање. Брат, ја не можам да повикам на Семакедонско востание од проста причина, знаеш и сам сме правиле мовет, јас сум Србин. Мора да повикам македонец на Семакедонско востание, а јас само да се приклучам и да помогнам буквално да возвратам за воздухот кој што го дишам македонски. Го поздравувам и Дуле. Дуле ми е многу добар пријател и ветеран. И Климе војводата гледам се вклучил да ме гледа. Значи поздрав до сите. Фала што ме гледате, барем јавете се да може да коментираме. Не е се и на Тане да му кажам, не е се поврзано со политиката. Имаме и покрај политиката, имаме и општо народни, да кажам, проблеми кои што исто така треба да се решаваат. Бројот, да ви го повторам, на кој што може да се јавите, е 071 258 487. Може да вртите на обичен број, може да вртите на Вибер. Бранси, да разбудиме свест. Некој ако нема свест, џабе ќе го дрмаш да го будиш, тој секако и да се разбуди нема да има свест. Значи тоа дека ние може да будиме свест кај некого, ако и некој несвесен, знаеш како викаат, со сила на човек можеш да му земеш, со сила да му дадеш на човек свест, не можеш. Зоран Цветановски. Јас на учителката можам да ја кажам само фала, а не за тоа што паметно мучела. Нема сегдека семафори, бе, брат. Имаш пешачки премин кај што нема семафор. Како ќе пројдеш на зелено ако нема семафор? Или треба ко овие што се ставени, ја ги викам семафори за ретардирани. Не на раскрсница, него на пешачки. Ставен семафор. Значи, кога има пешачки, се поминува улицата исклучиво само на пешачки. Пешачки има на секој 50 метра. Значи, ако си на средина, 20 метра можеш да отидеш полево, за да бидеш на пешачки. И кога ќе дојдеш на пешачки, гледаш лево, гледаш десно, а ако нема коли, претрчуваш преку улица. На пешачкиот преку улица претрчуваш. Да, и кога е зелено, да, тогаш може, ако сакаат и да лазат, може по пешачки. Зоран, ама ако е пешачки, само пешачки, значи, како например на Рекорд. На Рекорд, на улица Македонија имаш пешачки со семафор, после 50 метара имаш уште еден пешачки подоле, кај поранешно Македонија спорт, или кај, ајде, тоа е за нас постарите, за помладите поранешен Макдоналдс. Значи, после автобуската, таму имаш само пешачки, нема семафор. И на тој пешачки се гледа лево, десно, дали има коли, ако нема коли, се претрчува преку тој пешачки. Се претрчува улицата. Сило или шило, пошто латиница, која партија си ти, Чичо? Можеш ли да ми одговориш? Поздрав од Хамбург. Партија, јас сум член и основач на ВМРО ДПМН,
а емисијава нема врска со партијата во која што сум член. Поздрав до тебе, поздрав до цел Хамбург, до сите македонци кои што се во Хамбург. Шило, ако си ВМРО, да ме гледаш, брат. Јас сум ВМРО, да ме гледаш, и тоа јас сум Србин во ВМРО. Нормално движење и трчањето. Ајде видиме кој се ова. Ало, добро вечер. Вечер, Сипо. Здраво, живо. Само да те поздравам од Куманово. Фала ти многу. Само да правиме муабет на телефон, пошто с гласот од телефон и гласот од снимката касна 30 секунди се разлика. Знаем дека касат, не, онака само да те поздравам. Добро? Па ќе се чуеме приватно. Знаеш кој од тебе во тоа возгара. Добро, нема проблем. Во моментов не ми текнува, ама Имаш поздрав и со се најубаво. фала ти многу. Биди ми поздравени ти. Кој ќе се чуеме, ќе се договориме кај да се видиме, за да тебе ќе ти дадам желче. Овака. Пак, идеме кај Бинго. Може, кај Бинго ќе го донесам желчево, за да ти носи среќа, пари и долг живот. Договорено, поздрав, другар. Хајде, чао. Чао. Фала, Шило, поздрав и до тебе. Че да видиме со Зоки, почнав коментарот да му го читам. И кај што нема семафор на пешачки, по закон се поминува само малце. По закон се поминува со нормално движење, така пропишал законодавецот. И така е во закон. А во трчање, ако паднеш и се повредиш, па ако си неспретен, и ако трчаш, паднеш и да не си на улица, ќе паднеш. Законодавецот го предвидел, тоа е строго е забрането претрчување. Прочитај си ги правилата, уредбите и законот за заштита во сообраќај. Да, ќе го прочитам и следниот пат ќе ти го презентирам да видиш дека во законот нигдека не пишува дека не смее да се претрчува улицата. Затоа што основна работа, улица се претрчува кога нема коли, кога не се движат, не кога се движат колите, па тогаш да се претрчува. Значи нема коли и ја претрчува улицата. За таа кола што доаѓа од негдека си далеку уџум, да не мора да застане. Него едноставно да нема, пошто нема пешаци, да може да пројде. Види, ВМРО со сообраќајот, брат, не знам како да го поврзеш. Не те сваѓам погрешно, јас дискутирам со тебе. Може би личам дека ете малце се расправам, ама таков ми е начинот на комуникација, особено кога ја кажувам вистината, кога ја докажувам вистината. Бидејќи и во сообраќајот, значи нормално движење на пешак е и одење брзо, е и одење споро, е и трчање. Значи не мора да се движи како манекен по писта која поминува преку пешачки. Тоа е чисто од морален аспект, затоа што ако на него не му се брза, на тие што се со кола им се брза. Знам дека еве ми кажуваш дека си работел сообраќаен полицаец во Скопје, не си во право, го знам законот сигурно подобро од тебе. Верувај ми дека иако си бил сообраќаен полицаец, не мора да значи дека го знаеш законот подобро од мене, особено затоа што јас, например, законот општо, закон го имам како апликација,
И неретко со полицајците влагам во дуел кој ќе ме сопрат или кој ќе побараат да се легитимирам и кој ќе им кажам дека по закон е така и така и така и така. И он истото ова ми го каже ко ти, не можеш ти поише да го знаеш законот од мене, ја му ја бадам апликацијата и му покажам. Еве ти во апликацијата пишува вака и вака и вака и вака е законот. И он ќе ми извади тефтерче едно од тие старите и вика, еве во тефтерчето, еве како пише, и ќе ги споредиме, пишува исто како во апликација, пошто апликацијата е правена по тефтерче. Значи, пешакот како пешак. Возачот мора да застане на пешачки за да преде пешакот. Значи, тоа е правило и пропис. Но пешакот како пешак на пешачкиот премин мора да побрза да ја преде улицата, а не да се движи као на манекенска писта. Од морални и етички причини. Имав баш сега скоро еден, ја среќа, пошто работам со камера, па имам камера у кола, еден твој колега сакаше да ми пише дека не сум застанал на пешачки кога поминувал пешак, па кога почна да пише, ја морав да му ја покажам снимката за да не пише за џабе. Дека пешакот не бил на пешачки. А јас не можем да му ја знам намерата дали он ќе премине пешачки или ќе продолжи по тротоар. Спасе, јас учев во Песталоци од 1 до 8, пошто јас сум дебармалец, живее во Дебармало, а во Кисела Вода се пресели в 2002 година. Јас сум дошљак во Кисела Вода. Така е. Особено во Песталоци ние имавме практичен приказ како се оди и како се преминува преку улица на пешачки. Како да познаеме што е пешачки, како да знаците ги учевме и така. Така да законот и правилата во сообраќајот не се сменети и се уште исти. Барем јас така мислам. А сега, неретко, баш тоа ми беше и поентата со полицајецот, колегата на Зоран, што сакаше да ми пише казна дека не сум сакал да пропуштам пешак на пешачки. Јас тоа го викам злоупотреба на униформата и демонстрирање на сила у стилу мене повеќе ќе ми веруваат него на тебе. Арно, ама јас имам камера, овластен сум да снимам и додека сум снимал инсерти од градот, инсерти од возење, баш било моментот кога сум го снимил тој сегмент. Така да снимка како овластен снимател, моја снимка е доказ и на суд за прекршоци и на кривичност. Иначе да се пофаламе, вака почнав да си пуштам повторно брада, јас дека личам постар, ама и некако си се гледам на некои слики, многу убаво ми стои брада. Сам си се фалам. Така, друштво, фала што ме гледавте, оваа емисија беше така обична. Ќе забрев да кажам, значи ве замолувам и ве повикувам да ставите лайк на фан страната на фан страната на Психоманија и на YouTube каналот на Психоманија на YouTube. Значи, пишете Психоманија, ќе ви се појави логото, идете на каналот, subscribe и звончето. Кликнете го, за да може да ме следите и таму. Поздрав, секое добро до вас, да е жива и здрава Македонија, сега секогаш и во вечни векови.